Добар ден и добродојдовте и во ова издание на новата епизода на Каде одиме на Кариера МК. Сите сме потресени од трагедијата која што се случи во Кочани и токму на оваа тема и за самата важност да си помагаме едни на други во најтешките моменти и да покажеме нашата хуманост, за нивните активности и за сето она што моментално се случува, зборуваме со Ненад Вржалски од Сапорт Кочани. Ненад, ти благодарам што си дел од подкастот на Каде одиме на Кариера МК. И еве за почеток може да почнеме на тема кои се луѓето кои што стојат зад Сапорт Кочани. Во кратки црти кажете ни нешто повеќе за вас. Прво благодарам на поканата. Оваа иницијатива почна од еден најобичен разговор помеѓу нас. Тоа се деси на денот на погребите, кога се погрева дечките на гробишта во Кочани. Сите бевме таму, беше еден од најтажните денови за нас. И после тоа имаше штандови во самиот градски парк, поставени за палење свеќичка, покажување сочувство и чест. И тука бевме собрани помала екипа на луѓе, помеѓу кои бевме јас и Дарко Стоилов и Иван Ивановски. Правевме муавет на тоа како можеме од сега натаму да се инволвираме и да помогнеме на фамилиите кои што изгубија, но и на оние кои што се уште се борат за живот, кои што се хоспитализирани, тргнувајќи од тоа дека сите тие ќе имаат огромни трошкови во иднина од финансиски аспект, одлучивме да собереме колку што е можно повеќе средства за тие фамилии, за да им го олесниме патот кон опоравувањето, а на оние фамилии кои што изгубија да им покажеме една почит, еден хуман гест дека сите сме заедно во ова, барем да им го олесниме секојдневието кога тие треба да мислат на тоа како ќе преживеат и што ќе работат и дали се воопшто способни за работа моментално. Да им даеме сила и психолошка подршка, барем колку што можеме од наша страна, но и професионална, за да го пребродиме сите заедно целото тоа. Така. За почеток бевме така ние тројца, Иван Ивановски, Дарко Стоилов и јас, кои што го правевме муаветот. Претходно се трудевме да помагаме на различни начини, помеѓу кои беше собирање на секакви и материјални и финансиски средства на хоспитализираните кои што беа веќе хоспитализирани низ болниците, највеќе низ Скопје. Организирав неколку барови каде што тоа таму можеа луѓето да донираат како средства кои што се храна, вода, влажни марамици, пелени, хирушки, не знам, се што можеше да се донира во тој период. Потоа почнаа да ги распределуваат во странство, да ги пренасочуваат на лекување во странство. Тогаш баравме луѓе од диаспората кои што можат таму да ги пречекаат, кои што ќе можат да се погрижат, тамошниот престои да им биде колку што може повеќе олеснат и на хоспитализираните и на оние кои што се нивни најблиски, кои што одеа на посета, да ги пречекаат, да... И тука видовме на голема сплотаност. Да. Некако многу брзо се мобилизира и луѓето кои што живеа во странство, многу брзо некако се вклучија да помогнат. Така, што е навистина за почит во тие тешки моменти. Сите, познато ни е дека тагата не сплотува сите и овој пат, за жал тагата не сплоти и ми се јавуваа мене како да речам лице кое што на социјалните мрежи го пратат повеќе луѓе. Ми се јавува и ме контактира од причина, јас сум во Шведска, моментално знаеш ли кои се во Шведска и како можам јас да помогнам на тие луѓе што се во Шведска. И јас ги спојував контакти од фамилиите кои деа на посета, да се најдат. Знам дека од државата беше платен транспортот Македонија до државата кај што се хоспитализирани и од аеродромот до хотелот, мислам дека беше покриен и хотелот со доручек. Сега тие ќе имаат многу други дополнителни трошкови од аспект на јадење, пијалок и транспорт од хотел до болница назад и се друго што ќе дојде таму до трошок и
тоа на почетокот го некако балансиравме со луѓето кои што ни се таму понудени за помош во диаспората. Некако успевавме тоа да го менаџираме и потоа веќе како бројот на хоспитализирани се зголемуваше, почнуваше се да излегува некако од наша контрола, не можевме да помогнеме секаде. Тоа е едната причина. Другата причина е оние кои што се трудеа да го злоупотребат целото ова, да креираат како некој лажен профил на личност која што е хоспитализирана, да добие некои средства да се збогати на туѓата мака, некако јас да речам. Тоа исто јас не можам тоа да си го замислам како тоа може некој да го прави. Да, имаше примери, конкретно мои блиски луѓе беа измамени и некако тоа ни створи нас и револт, и не знам, и тага, и и целото знаење наше што го имавме го искористивме, и целата енергија што имаме наше ја искористивме и го пренасочивме да го креираме тој сајт support coach или support coach како реферираат луѓето .com. За многу брзо се, да кажам, се организиравте и некако како тим буквално застанавте за брзо време на нозе. Како успеавте за толку кратко време, толку голем тим да оформите? За некој си половина час успеавме да го кренеме сајтот веќе онлайн. Беше на почетокот еден најосновен сајт со правичните неколку сметки од луѓе кои што успеавме да ги контактираме, кои што да речам беа поблиски со нас, успеавме да ги контактиравме и почнавме да ги ажурираме тие податоци. Некако самото тоа, покрај тоа што покрај музиката мене ме следат поголем број на луѓе, Иван Ивановски го следат покрај неговиот бизнис со мастер-клас и некако ние како од тој инфлуенсерски аспект ја проширивме веста дека се креира тој сајт, додека Дарко работеше во позадина на програмерскиот дел на сајтот. Тука ни помогнаа многу инфлуенсери, многу медиуми кои што ја соопштија од доста брзо таа вест и самите алудиравме на секој кој што е во добра волја да ни се придружи и да ни укаже помош, без разлика на кое поле може да ни укаже помош. И тука ни се понудија многу дечки волонтери кои што дојдоа, кои што прашаа како можат да помогнат. Некои ги организиравме околу ажурирање на податоци, дојдоа доста мои колеги од Финки кои што се понудија да помогнат околу програмирањето на самиот сајт, да се направи како еден малце подобар и полесен дизајн на самиот сајт за луѓето да можат многу полесно да се снаоѓаат околу донациите. Дојдоа дечки кои што беа ангажирани како еден мал кол центар каде што ќе се јавуваат на луѓето, ќе ги контактираат. Тоа беше исто направено се многу, како да кажам, пристапно и скромно од наша страна, да се јавиме да им понудиме нашата помош која што ние моментално организираме и нормално со нивна дозвола да ни ги пуштат нивните податоци, кај што ние можеме да ги објавиме на нашата страна за тоа да стигне секаде низ светот и колку што можат повеќе донации да се соберат. Направивме, многу луѓе ни се понудија од правна гледна точка да ни помогнат, од адвокатска гледна точка да ни помогнат, ни се понудија луѓе да ни помогнат со простор, да ни помогнат со храна, пијалок, имаше доста, стварно сме премногу благодарни на нашите сограѓани од Кочани. Можам да кажам дека стварно Кочани е еден многу хуман град и од цел живот сум си го сакал и сум имал некоја така детска љубов према Кочани и и сега ми го потврди тоа. Многу жално што се деси целото ова и што имаме моментално сите некоја таква црна слика за тој град, али можам да кажам дека луѓето беа стварно многу склопени, сплотени сите заедно и успеавме да издействуваме толку многу брзо, да го створиме тој тим. Сега се броеме некои над 30 луѓе во тимот кои што секојдневно фигурираат и секојдневно доваѓаат нови
и оние кои што одат на факултет во Скопје, за викенди се враќаат и пак се трудат да помогнат, некои од дома се труди да помогне и стварно благодарен сум на секој што дојде, на секоја помош што ни тропна на врата и се уште пак ќе кажам дека и понатаму секоја помош ни е добре дојдена што ќе тропне кај нас. Ненад, со кои предизвици се соочувате како тим и како ги надминувате тие предизвици? Значи, имавме доста голем проблем со самото ажурирање на донациите, од причина што ние немаме допир до сметките на самите носители на фамилиите и тоа го регулиравме преку прикачување на принтскрин или слика од донаторите. На почетокот тоа го регулиравме со нивно праќање на мој личен Viber број, но тоа беше премногу тешко за морално целото да се испроцесира и направивме еден систем за автоматско ажурирање со помош на AI систем да прикачуваат самите донатори слики и да се ажурираат податоците за кои се има донирано, за да можат да се гледаат транспарентно. Уште од самиот почеток транспарентноста ни беше многу битна особина. Така сакавме транспарентно да се гледа целото тоа, сите средства кои што се собрани за жртвите. Со тек на време се полесно и полесно тоа го средуваме. Со тоа што дојдовме до некоја бројка од над 18 милиони денари кои што ги собравме за засегнатите, веќе самиот сајт има над милион посети, уникатни. Но и овде морам да напоменам дека има доста голем број на донатори од странство кои што имаат собрано некоја доста поголема сума кај нив и кои што чекаат на нас кога ќе успееме да го реализираме целото тоа со граѓанското здружение на граѓани, да ни ги испратат сметките каде што ќе можат паралелно подеднакво да се распределат на сите и очекуваме таа бројка кога ќе сите тие средства бидат донирани да достигне до некои си 30 милиони денари. Така. Податоци кои што би сакал можеби да ги споделиш со гледачите ако имаш слободно сподели. На самиот сајт додадовме како секција на хуманитарни настани кои што се одржаваат моментално низ Македонија, но и низ целиот свет. Додадовме како една секција каде што пишува каде ќе се одвива хуманитарниот настан и кога ќе се одвива и колку средства се собрани откако ќе се одржи хуманитарниот настан и сите тие средства ние чекаме од нив како една потврда дека средствата се испратени на сметките на жртвите и потоа ние тие средства ги ажурираме кај нас на сајтот. Тоа е една од новите секции кои што ги додадовме, а следна секција ќе биде како една секција која што планираме да додадеме на сајтот за се она кое што ни е потребно во Кочани како град, тргнувајќи од болницата, пожарна, па и натаму сите служби кои што ни се, да речам, најнеопходни кај нас, има доста критични моменти кои што не функционираат, да ги наведеме тие и секоја поголема организација, без разлика дали тоа ќе биде финансиски или материјално, ќе може да ни помогне конкретно кога ќе види проблемот со кој што ние се соочуваме. Исто морам да напоменам дека со проблеми кои што се соочивме се и оние негативни коментари кои што ги добивме, но и самите тие кои што коментираа лошо за нас ги поканивме да ни се приклучат, да ни понудат нивна професионална помош, како можеме ние да се справиме со целото ова, а без да враќаме трауми кај никого. И да останеме актуелни колку што е можно подолго, колку и тоа актуелно моментално лошо нас да ни звучи. Значи, моментално во Кочани се осеќа тагата на секој катче, во секој кјош. Моментално во Кочани е како воено поле. Не ти доаѓа да се насмееш, музика да пуштиш во никој случај.
не се слуша од нигде музика, нема шега, нема шала, нема смеа. Значи тоа го осеќам и кај постарите, и кај децата во школото, на секој кач. Тука мораме да се вклучиме сите, да се вклучиме во организирање на секој можен настан кој што ќе биде хуманитарен од хуманитарни цели, за донирање, за поддршка на сите тие фамилии. Овде треба да се вклучат и државните организации и самата власт, значи во организирање на такви настани, колку што може повеќе, колку што може значи да се соберат се повеќе и повеќе средства за тие фамилии, за да не дојде до момент кога ќе не можат да решат некој проблем од финансиски аспект. Значи, дај Боже да не им требаат тие средства. Дај Боже да си ги искористат средствата за нешто добро, да немаат потреба од никакви дополнителни трошоци од здравствен аспект. Од друга страна, она што го правиме за реконструкција на болницата и пожарна и се, тоа не го правиме од причина што мислиме дека државата не ги покрива тие работи и ги заборава тие работи. Знаеме дека тоа функционира малце побавно. Знаеме дека функционира додека не се распише тендер, додека не помине на некаква, не знам, преку некоја државна организација или било што. Ние само сакаме побрзо да добиеме она што е најнеопходно моментално кај нас во Кочани како град. Да превземеме акции самите ние, каде што секоја една организација, па и физичко лице, ќе се придружи кон помош, за да имаме се што ни е потребно за било што, не дај Боже, ако се деси. Така, има ли Ненад конкретни повредени на кои им треба поитна финансиска помош, повеќе од другите? Дали може би сте во контакт поинтензивно со тие семејства? Вака, тие семејства моментално се многу тешки за контакт. Едноставно не можеме да оствариме некој поголем контакт за да знаеме, али секојдневно слушаме од нивни блиски, од луѓе кои што се моментално во таа земја кај што се тие на лекување, слушаме одредени информации и често пати ги проверуваме за да не излеземе со некоја информација што е невистина. И да, слушнавме дека има неколку случаеви кои што се така во критична здравствена состојба и се молиме секојдневно за нив. Тоа беше уште од почетокот, ние за никој не издвоивме на кој му треба повеќе, на кој му треба помалку. Знаеме дека во ова сме заедно сите и знаеме дека на сите им треба, затоа и алудиравме, значи луѓе кои што не прашуваат на кој да донирам, донирайте на оние кои што имаат помалку соберени средства, за да дојде колку што може поеднаква бројката на соберени средства за сите подеднакво. Сега работиме, веќе подолго време работиме на тоа и ние да направиме сметка кај што ќе може да се распределува подеднакво финансиите за секој. Затоа и пробавме на многу начини, пробавме преку други организации тоа да го реализираме, и преку организации, и преку онлайн некои сметки, и преку некои здруженија кои што ни се на нас дофат во Кочани, али гледавме дека тоа многу побавно оди и на крај се одлучивме ние сами да одиме во целото тоа. Така да деновиве сме во отварање на граѓанско здружение. Убаво се расчитавме околу сите информации што е граѓанско здружение, што е невладина организација. Сакавме да одиме со некои такви точни информации пред да почнеме со целото тоа. Деновиве основаме граѓанско здружение. Можам да кажам дека околу на првата седница кога почнавме да го креираме тоа, ни се приклучија над 20 членови во тоа граѓанско здружение и се уште ќе ни се приклучуваат членови, пошто веќе ни пишуваат и кои сакаат секој да бидат дел. Имаме некои 5 члена кои што сме во одбор на тоа граѓанско здружение и тоа ќе ни помогне ние да имаме една наша сметка, каде што таа сметка
ќе биде како само една рутинг сметка за распределување на средствата кои што стигнуваат од донации. Значи ние сакавме да успееме да ги намалиме оние трошоци кога уплаќаат на секоја сметка поединечно и каде што за секоја сметка државата зема данок, банката зема провизија. Ние сакаме тоа да го намалиме правично, а од друга страна да им го олесниме на донаторите кога донираат, да им биде уште поедноставно да донираат на една сметка и паралелно да се распредели под еднаква сума за сите. И тоа ќе се потрудиме колку што е можно подолго да функционира. И пак морам да напоменам дека ние алудираме и не сакаме никаков допир до тие средства, ние не сакаме да имаме контакт до тие средства, сакаме автоматски да се распределуваат на засегнатите. И тоа ќе трае се додека секој еден од нив не се врати жив и здрав, додека знаеме дека на никој повеќе не му е потребна финансиска помош, секое нешто од таа гледна точка е задоволена. Затоа и тука се трудиме да ги предвидиме сите тие работи кои што можат да подлегнат под финансиски трошоци, да ги предвидиме и да им го олесниме целото тоа, да не мислат на ништо што е од финансиски аспект. Додека тоа не се задоволи се, ние тука нема да престанеме, кога ќе знаеме дека секој еден од нив е задоволен од финансиски аспект, со сите можни потреби кои што се јавуваат во иднина, потоа сакаме целото тоа здружение и целата таа акција од Супорт Кочани да ја пренамениме кон помагање на обновување на одредени објекти кои што се исто критични кај нас во Кочани, почнувајќи од болницата. Значи сакаме да се остварат едни големи донации во таа болница, да се обнови, да се реконструираат и да може буквално Кочани да добие еден здравствен центар. Исто така, алудираме и на пожарникарските служби и на други служби, ќе пратиме секојдневно кај е најкритично и ќе алудираме да се донира за таму каде што е критично, за да можеме да имаме во секој момент одреден објект каде што ќе ни пружи помош без разлика од која сфера е. Дали интензитетот на донации е со истиот интензитет како непосредно под трагедијата или е намален и кога станува збор за граѓани и кога станува збор за компании? Се намалува, за жал, се намалува. Од друга страна се зголемува бројката на починати, тоа не загрижува највеќе. Ете, за уште 2 дечки слушнавме дека се починати, големо сочувство до фамилиите нивни. Се зголеми тој број на 61, со се шоферот кој што почина истата вечер, кој што ги пренесло 62, а од друга страна донациите се намалуваат. Не сакаме да дојде никако до тој муавет секој чудо за 3 дена. Не сакаме да дојде до тоа. Сакаме секојдневно да ги потсетуваме на луѓето што се случи во Кочани, да знае буквално цела јавност и цел свет пошироко да знае за тоа и да ги знае оние проблеми со кои што ние моментално се соочуваме во Кочани и да се потрудат да ни помогнат. Да не престанат донациите во никој случај, дури во моментот кога ние помагаме и на оние кои што изгубија свои блиски. Таму знаеме дека ниту една пара на светот не може да ги врати, да го врати она кое што тие го изгубија. Али сакаме да им олесниме, да им го олесниме оној процес на закрепување, затоа што го напоменувам тоа неколку пати, дека една донација не е само финансиска поддршка за тие луѓе. Една донација е пред се еден гест на емпатија, еден гест на разбирање, им покажуваш на тие луѓе дека се ставаш на нивно место и колку повеќе луѓе од цел свет им пружиме поддршка на тие луѓе, моментално начинот на поддршка пружење е преку донација, колку повеќе донации, толку повеќе тие луѓе ќе се осетат дека не се сами,
дека сме сите заедно со нив и дека заедно ќе се трудиме да го пребродиме целото ова, и тие кои што изгубија, и тие кои што се уште хоспитализирани, сите заедно сме во тоа и ќе им ја даваме максимално целата наша поддршка, буквално цела наша енергија е склонената на тоа, до самиот крај, додека не слушнеме дека ете ова што ни се случи, ова трагедија која што не засегна, да заврши колку што е можно подобро. Така е. Спомнавме дел од плановите на Support Кочани во однос на граѓанското здружение, но кои се другите планови и дали освен обезбедена материјална помош планирате да вклучите и психолошка помош во тој дел, како се развива тој дел и дали размислувате да додадете некој друг вид на помош? Така, тоа веќе во полусна фаза го реализираме секој ден се повеќе и повеќе. Фамилиите да добијат психолошка помош, децата да добијат психолошка помош, хоспитализираните, фамилиите кои што имаат смртни случаи, сите да добијат психолошка помош. Тоа веќе се трудиме се повеќе и повеќе да го реализираме. Ете, јас како и професор во средното школа во Кочани, сум сведок дека дојдоа служби и дека ни дадоа психолошка помош пред се на нас, професорите, за да ни покажат како ние сега да се однесуваме со тие деца на училиште, а и на самите деца им дадоа психолошка помош, влегуваат во одредени часови, имаат одредени вежби заедно, ете и ние како професори имавме вежби заедно, значи тоа мора да биде укажано, а од друга страна, нашата, една од нашите цели е креирање на еден младински центар со поддршка од една поголема компанија од Македонија, која што нема сега да напоменам, ќе ја чекам тие сами да си кажат за целото ова. Тие ни понудија нивна финансиска помош, каде што сакаат да го изградат тој младински центар, каде што децата пред се психолошки, но и социјално ќе закрепнуваат таму. Тоа ќе биде центар за нивна дружба, центар за нивно дали ќе биде тоа училишно работење или работење на нивни проекти, каде што планираме да има како една просторија со секојдневна психолошка поддршка од професионални психолози кои што ќе си го работат секојдневно тоа, и каде што децата додека се таму на дружба, додека се таму на некаква акција и занимација, ако осетат прилика каде што ќе можат да влезат и да си направат муавет со професионален психолог за конкретен проблем, нема да биде тоа табу тема од како да кажам, нешто почудно, туку да, ќе биде по табу тема да достапно. одиш во болница и да побараш психолошка помош, туку ова ќе биде еден рекреативен младински центар каде што тоа ќе биде најнормално, легуваш во просторија, си правиш најнормален муавет и нема да се чувствуваат незгодно никако. Така, значи таму планираме да има како и гейминг, како и не знам, сега не сум така како некоја моја идеали, како безалкохолни пијалоци, нивна дружба каде што ќе се осеќаат комфорно и каде што ќе можат да си го пред се примат и оној психолошки момент кој што е многу потребен моментално. Апсолутно. Нина, многу благодарам за овој разговор. Фала ви на вас. Еден апел да продолжат донациите и да не застанеме колку што е можно подолго, додека не ни се врати секој еден од нив. Така. Фала ви.